Добар ден, кратки најави за денес. Втор ден целосна блокада на товарниот сообраќај на граничниот премин Ќафасан. Општина Охрид објави конкурси за доделување стипендии за ученици од основните и средните училишта и за студенти. Српската заедница во Охрид со пригодна свеченост го одбележа празникот Свети Сава. Денес се тестираше системот Безбеден град на автопатот Охрид-Кичево. Следува временската прогноза. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Дуваше умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура изнесуваше 3 степени, а максималната дневна 9 степени Целзиусови. Во Охрид утре предпладнек имаме облачно време со повремени сончеви периоди, а попладне облачно време со врнежи од дожд. Ке дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура ќе изнесува 0 степени Целзиусови, а максималната дневна 9 степени. Во Македонија утре предпладне ќе превладува претежно облачно време. Во источните делови со повремени локални врнежи од дожд во пониските места, дожд и снег на повисоките места, а на планините слаб снег. Попладне во западните делови облачноста ќе се намали. Ќе дува слаб до умерен ветер, а долж по Вардарието повремено засилен ветер од северозападен правец. Минималните температури во Македонија утре ќе се движат во интервал од -2 до 2 степени, а максималните дневни од 6 до 12 степени. Гледавте метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Втор ден целосна блокада на товарниот сообраќај на граничниот премин Ќафасан. Десетици камиони од охридски транспортни компании се паркирани на самата граница во знак на протест против новиот електронски систем за броење на деновите на престој во Европската Унија.
На граничниот премен Ќафасан втор ден товарниот сообраќај е целосно парализиран. Десетици камиони од 40 транспортни компании од регионот се паркирани на границата, со што е блокиран влезот и излезот кон и од Албанија. Превозниците од вчера излегоа на протести на сите гранични премини во земјата, поради новите, како што велат, ригорозни правила за електронско броење на деновите на престој во Европската Унија. Тие стравуваат дека лесно може да го надминат дозволениот лимит од 90 денови и да бидат казнувани или депортирани. Бараат итни решенија. Тие не лимитираат, ги застануваат нашите возачи кои ще обавуваат својата професионална дејност во рамките на Европска Унија и ги третираат како криминалци, ги депортираат назад за Македонија и ние практично не можеме тоа да го издржиме и не можеме да ја обавуваме нашата дејност како што треба. Затоа одлучивме сите на ниво на Македонија, заедно со Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, да постапиме со еден протест, да не слушни Европската Унија, да пратиме порака дека и ние сме дел од Европа, иако сме Балкан, да ни овозможат непречено да можеме да вршиме нашата дејност, односно да ни дадат или да ги трнат, или да ни дадат некои визди, да речеме, работни, со кои би можеле нашите возачи да вршат својата дејност. Камионџиите велат со електронскиот систем воведен од ЕУ транспортната индустрија во земјава ќе доживее колапс, а целосно се загрозува опстанокот на илјадници семејства кои живеат од транспорт. Доведена е во прашање нашата екзистенција за понатака, значи не ќе можеме да функционираме како што треба. Затоа што, како сами што знаеме, во денешно време е недостаток на работна снага во државава, во повеќе сегменти, така да ако ова не се реши, ќе трпиме големи загуби, односно може да биде фатално за многу фирми во Македонија. Блокадите се најавени да траат најмалку 7 денови со можност за нивно продолжување се до изнаоѓање на решение. Инаку Ќафасан се смета за еден од најфреквентните гранични премини, секојдневно го користат голем број товарни возила кон Албанија, најчесто на релација кон пристаништето Драч. Општина Охрид објави конкурс за доделување стипендии за ученици од основните и средните училишта во општина Охрид за учебната 2025-2026 година, како и за доделување стипендии на редовни студенти од општина Охрид запишани на додипломски студии во прва година на државните универзитети во Република Македонија и на државни универзитети во други земји за академската 2025-2026 година, кои живеат во потешки социјални услови. Општина Охрид за учебната 2025-2026 година ќе додели стипендии на ученици од основните училишта во општина Охрид, и тоа стипендии за талентирани ученици од 4 до 9 одделение од основни училишта во општина Охрид, стипендии за ученици кои живеат во потешки социјални услови од 6 до 9 одделение од општинските основни училишта. Висината на стипендијата ќе изнесува 2000 денари месечно за 9 месеци во текот на учебната 2025-2026 година. Стипендии за средните училишта ќе се доделуваат на талентирани ученици од 1 до 4 година од средните училишта во општина Охрид, и тоа стипендии за ученици кои живеат во потешки социјални услови од 1 до 4 година. Висината на стипендијата ќе изнесува 2000 денари месечно за 9 месеци во текот на учебната 2025-2026 година. Напомена, еден ученик може да биде носител само на стипендија од било која категорија. Општина Охрид ќе додели и студентски стипендии, и тоа стипендии за редовни студенти на додипломски студии во прва година од општина Охрид, кои студираат на државните универзитети во Република Македонија за академската 2025-2026 година, кои живеат во потешки социјални услови, и стипендии за редовни студенти на додипломски студии во прва година од општина Охрид, кои студираат на државни универзитети во други земји за академската 2025-2026 година, кои живеат во потешки социјални услови. Висината на стипендијата ќе изнесува 3000 денари месечно за 9 месеци во текот на академската 2025-2026.
Потребните документи за аплицирање се објавени на веб страната на општина Охрид, а учениците треба да ги достават до 16 февруари 2026 година на адреса општина Охрид, улица Димитар Влахов, број 57, во затворен плик со назнака за стипендијата за која конкурираат, лично во архивата на општина Охрид или по пошта. За дополнителни информации заинтересираните може да се обратат и на телефон 046 262 492, локал 199, информираат од општина Охрид. Света Сава, националниот празник на српската заедница во Македонија, денеска со пригодна свеченост беше одбележан во Охрид. Членовите на Српското здружение Коштана и бројни гости се собраа на молитва и свечен ручек. На собирот присуствуваа и градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков и почесниот конзул на Србија Михајло Филев. Членовите на Српското здружение Коштана во Охрид денеска во пригодна атмосфера на свечен собир со молитва и сечење на славски колач го одбележаа христијанскиот празник Свети Сава. Свеченоста започна со химната да воскликнеме со љубов на просветителот Свети Сава. Како прв српски архиепископ, втемелувач на Српската православна црква, законодавец и просветител, Свети Сава е една од најзначајните личности на српската историја и духовност, истакна председателот на здружението Зоран Цветковиќ. Пошто ми е данас дан Срба и ја би искористио прилика. Бидејќи денес е ден на србите, сакам да искористам можноста да им го честитам овој наш национален празник Свети Сава на сите срби овде на територијата на градот Охрид и на сите срби во Република Македонија. Свети Сава има огромно значење за нас србите, како во однос на писменоста, така и во однос на верата, однесувањето и во однос на негувањето на хармонијата и единството меѓу луѓето. Затоа овој ден е особено важен за нас и се надевам дека ќе го славиме уште многу години, заедно секако со пријателскиот македонски народ. На свеченоста по повод овој значаен празник за српската заедница во Охрид присуствуваше и градоначалникот Кирил Пецаков. Српската заедница во Охрид и во државата представува значаен дел од нашето општество и дава голем придонес во напредокот и развојот во сите сфери од живеењето, истакна Пецаков. Најпрво го честитам големиот празник на српската националност во Македонија, а и на србите, Свети Сава. Општина Охрид и јас како градоначалник секоја година традиционално присуствувам на нивните собери, со гордост и со радост го правам тоа и ќе продолжам во наредните години заеднички да ги прославуваме оние значајни датуми кои што ги одбележуваат деновите на националностите конкретно во Македонија, меѓутоа и на нивните држави. Петта година поред откако беше отворен почесен конзулат на Република Србија во Охрид, конзулот Михајло Филев е дел од чествувањето на Свети Сава. Тој истакна дека овој светител е идентитетски и верски столб на српскиот народ кој е поврзан со македонскиот и сите словенски народи преку неговата просветителска дејност. Филев ја потенцира важноста на чувањето на традицијата како и меѓусебната почит и поддршката како дел од мултикултурниот и мултиетничкиот мозаик што заеднички го градиме. Традицијата продолжува за српската заедница во Охрид и во Македонија да се чествува светителот Сава како еден културен идентитет, верски идентитет, кој секако е многу битен во шареноликоста на македонската култура, која едноставно значи многу во односите со Република Србија, секако како и нашите празници кои се слават и исто во Република Србија. Здружението Српско-македонско Коштана тоа го прави уште од пред 30 години со нивното формирање, од кога се растури Југославија, така да се надевам дека секогаш ќе се празнува. И јас како почесен конзул на Република Србија во Македонија со седиште во Охрид ми е огромна чест и задоволство што присуствувам на еден ваков голем верски настан кој од големо верско значење за целото православие. И им го честитам празникот на сите српски граѓани во Македонија, во Србија и ширум светот. Српското здружение Коштана во Охрид брои околу 150 членови и е формирано во 1991 година со цел за негување на српската традиција и идентитет во Македонија. Денес се тестираше системот Безбеден град на автопатот Охрид-Кичева.
Секторот за внатрешни работи Охрид денеска во рамки на проектот Безбеден град во периодот од 12 до 15:30 часот спроведе активности за тестирање, калибрација и верификација на поставените уреди, камери за сообраќаен надзор на подрачјето на Охрид, поточно на автопатската делница Охрид-Кичево, помеѓу селата Горинци Трбеништа и помеѓу Ботун и Новосело, општина Дебарца, информираат од секторот. Јавното претпријатие Водовод и канализација Струга ги известува граѓаните дека поради дефект во водоводната мрежа, утре 28 јануари ќе има прекид на водоснабдувањето од 8 часот наутро до 8 часот наредниот ден на 29 јануари на следните локации: дел од село Велешта, село Заграчани и село Долна Белица, а во градот ќе има низок притисок. За повеќе информации посетете го порталот tvma.mk и профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!